Финансиската полиција со засилено темпо ги чешла јавните набавки во ЈСП, откако се утврди дека граѓаните мрзнаа на улица, бидејќи автобусите останаа без нафта. Фокус на истражните органи станаа тендерите што јавното претпријатие ги распишувало за набавка на гориво. Финансиските инспектори ја проверуваат целокупната документација. Добивме насоки од страна на основното јавно обвинителство Скопје за тендер кој што е во ЈСП. Врз основа на извештајот од Бирото за јавни набавки, добиени се насоки, ќе извршиме детални проверки, ќе анализираме целосната тендерска документација и врз основа на констатираното и на утврдената фактичка состојба ќе поднесеме соодветен поднесок до основното јавно обвинителство Скопје. Обвинителството пак и даде насоки на финансиска полиција што треба конкретно да истражува. Се повеќе известно е дека за тендерот на ЈСП за точење гориво некој ќе сноси кривична одговорност. Претходно, Бирото за јавни набавки ја прекина последната постапка за набавка на нафта. ЈСП сами не си ги испочитувале условите што ги поставиле во тендерот. Не смеело да има само една понуда, зашто било предвидено негативно наддавање, односно намалување на цената од страна на понудувачите. Но на крајот стигнале документи само од Пуцко Петрол, кој побарал 100 денари плюс ДДВ, буквално исто како пред 2 години, кога му беше доделена 2-годишна набавка вредна 27 милиони евра. Овој скандалозен договор беше склучен во 2022, кога ЈСП се обврза да плаќа 118 денари по литар, иако цената во малопродажба тогаш изнесуваше 90 денари по литар. Истражните органи треба да утврдат и дали ЈСП ги штелувало тендерите за тие да бидат доделени кај конкретна компанија, со што би биле направени повеќе кривични дела. Откако јавниот превоз во Скопје колабираше и автобусите на ЈСП останаа без нафта, директорот Драган Кушевски пропадна во земја и ниту еднаш не ја удостои јавноста со одговори. Забрането ми е да ве пуштам надвор, што Директорот тука е? Тука е. Може да се видиме со него да се слушнеме? Не може. Поради хаосот кој што го направија ЈСП и градот, владата одлучи да даде државна нафта за градските автобуси, која ќе биде доволна за наредните 7 дена. Во меѓувреме, Бирото за јавни набавки донесе одлука со која се исполнети условите за спроведување на постапка за преговарање без објавување на оглас, за да се скрати периодот за набавка на нафта.